Добар ден. Задоволство ми е и денеска да ве поздравам во името на екипата од Фактор Здравје со новата тема гостинката и можноста за заедничко комуницирање. И денеска во контекст на најтоплото годишно време летото ќе бидеме актуелни со темата и особено ќе обрнеме внимание на децата, нашата иднина, нашите најмили преку темата која што ќе ви ја представам во продолжение. Пред да зборуваме конкретно за темата гостинката и институцијата со која што денеска заедно ќе ви ја представиме темата за која што ќе зборуваме во најголем дел од емисијата, дозволете ми да ве запознам со новите истражувања кои што ќе ви ги претучиме во рубриката Истражувањата докажаа. Едно медицинско истражување во Соединетите Американски држави докажа дека јодот е најпаметниот хемиски елемент. Од јод луѓето стануваат попаметни. Доказ за тоа се јапонците кои дневно внесуваат 15 милиграми јод, 3 пати повеќе од дневно препорачаната доза. Јодот може да ги реши проблемите со репродуктивниот орган на жените и мажите. Делува на намаленото либидо, отсуството на овулација, неплодност и на неможноста на доносување на бебето до крајот на бременоста. Јодот е и најдобар антибиотик и антивиротик. Секои 17 минути крвта циркулира низ ткивото на тироидната жлезда и ако во неа постои доволна количина јод, тогаш бактериите и вирусите ќе бидат уништени. А реков и ќе подсетам, денешната тема е актуелна, бидејќи ќе зборуваме за проливите или диарејата во детската возраст. Период е на годишни одмори и секоја промена на локацијата, не само на живење од дењето на годишен одмор, и тоа како може да ја поттикне оваа појава, која што може да има акутна и хронична и хроничен облик. Но многу повеќе денеска детали во контекст на темата проливи во детската возраст ќе ви предочиме во соработка со поликлиниката Сити Медика од Скопје, лоцирана на булеварот Илинденска 107 во близина на гимназијата Орце Николов, а достапна за закажување термини и советување на 02 3055 333. Повторно во име на Сити Медика, поликлиниката од Скопје, на задоволство пред се мое и ваше гостува професор доктор Марија Христова, која што е специјалист педиатриски пулмолог, алерголог. Професорке, добар ден и задоволство ми е што и денеска ќе се дружиме. Како сте? Добар ден, многу ми е драго и мене што јас сум повторно во ваша средина. Благодарам што сте со нас физички денеска и што советите ќе ги донесете за гледачите. Посакувам убаво да се чувствувате, а пред блокот реклами да подсетам дека поликлиниката Сити Медика од Скопје ви нуди повеќе специјалности и повеќе области од медицината за решавање на вашите предсе проблеми, специјалист по семејна медицина, специјалист педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија за решавање на сите ваши состојби, болести и проблеми со вашето здравје. Ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмелј, за убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Хит за лето. Смршете природно као и ја уз помош липосукцијски исхрани. За 3 неделje 15 килограма мање. Мало ли е? Спремите се за бикини, за плаже, будете најлепши. Никад не е касно. Ако кренете на време sa липосукцијском диетом и sa липосукцијском исхраном, изгледачете фантастично. Сви прави мушкарци брину о свом телу и изгледу, а не само даме. Зато, господо, неки ваш избор буде липосукцијска исхрана.
Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти. Подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Веднаш ве покануваме и вас на 6091925 и 6091924, доколку имате интерес да поставите денеска прашање во контекст на темата која што ви ја нудиме, проливи или диареја во детската возраст. Професор доктор Марија Христова од поликлиниката Сити Медика, која што е специјалист пулмолог алерголог, пред се детски, денеска гостува и е на ваше располагање. Професорке, рековме дека актуелна е оваа тема, се повеќе присутна и има облик на акутна и хронична појава. Но пред се да објасниме што представува овие диареи или проливите во детската возраст, дали се толку сериозни како појава? Да, прво да кажеме дека желудечно-цревниот тракт, гастроинтестиналниот тракт, еден битен, функционален орган, кој што при нормална негова работа имаме нормален раст и развој во детската возраст. Овој битен орган има многу бројни функции. Меѓу нив се имунолошката, одбрамбената функција, која почнува уште во устната шуплина. Ензимите кои што се лачат во устната шуплина се корисни уште и понатака во тек на гастроинтестиналниот, желудочниот тракт. Еден многу битен фактор во одбрамбената моќ на желудочниот цревен тракт е селекторниот имуноглобулин А. Имуноглобулинот А е тој, точно, е тој што прави една бариера во цревната површина, цревната лигавица, како еден филтер ја покрива таа лигавица и не дозволува агресивни фактори, вируси, бактерии да дејствуваат на ресничките. На жалост, овој имуноглобулин секреторен, он се синтетизира негде после втората, третата година. Затоа помалото дете го сметаме поранливо за афекција на овие состојби, појава на проливи, хронични и други состојби во гастроинтестиналниот тракт. Друга превентивна исто така состојба, јетрата, црниот дроб, жолчката, панкреасот, сите тие што лачат ензими се корисни во дигестијата, во варењето на храната. Од спомнатите оваа состојба, оваа функција на желудечно-цревниот тракт може да биде пореметена во појава на патолошка состојба како што е акутен пролив и хроничен пролив. И што представува акутниот пролив? Детето добива чести, воденасти, а некогаш со присутни и патолошки состојби, како што слуз, крв, ама со тие чести столици, што дете ги добива, губи голема количина на вода, заедно со електролитите. Таа е тешката состојба, значи, што настанува заради загуба на течноста. И дехидратација следствено. Да, и дехидратација. Честотата е повеќе и во топлите месеци, како што сме сега. Честотата е поголема и при надворешни летувања на езера, море, при пореметена исхрана и најчесто се сретнува при лоши услови на живење кај детето. Се сретнува почесто исто кај во колективи, кај што има повеќе дечиња, најчести причинители на акутниот пролив се бактериите. Нажалост, имавме многу огромна бројна бактерии, како што се салмонелата, дизентеријата, шигелата, ентеропатогената ешерихија коли. За среќа помалку се сретнуваат во сегашно време од акутната состојба на проливот. Се сретнуваат почесто вирусните, ротавирус, аденовирус, ентеровирус,
почести се тие, ама и полесно поминуваат. Се смета дека бактериските причинители се многу, предизвикуваат многу тешка патолошка состојба во цревата. Дури гливиците може да предизвикат пролив и најчесто и хелминтите, паразитите. Од клиничката слика може да се каже при акутната состојба. Да, зборуваме за акутните проливи. Да, за акутните проливи зборуваме. Клиничката слика во зависност од причинителот. Најтешка клиничка слика со многу висока температура, со интоксицираност, со проливасти, столиците се со крв, со слуз, предизвикуваат бактериите, како што реков, помалку ги имаме, се сретнува уште по некоја салмонелоза, ама шигела јас, доколку што знам и во нашите амбуланти, не сме имале до сега. Може да биде ентеропатогената бактерија, исто така многу тешка состојба предизвикува. Полесна состојба се акутните проливи предизвикани од храна, од вируси. Тоа се веќе детето губи од течноста. Помало, колку е детето помало, со дехидрираноста се развива еден токсичен симптом, синдром што го викаме. Детето е суво, суви лигавици, суви усни, подочњаци, јазичето е суво, глад за вода, за жедно е. Во таа состојба може да има и висока температура, бргу се појавува и тој токсичниот синдром, кој што ургентно треба да се третира, да се решава. Третира за да не дојди до потешка состојба. Во оваа состојба, кај акутните проливи, оваа клиничка слика, многу пати може да имаме заблуда една кај акутен абдомен и треба многу често да се мисли, да се диференцира еден акутен пролив од еден акутен абдомен. При проливот имаме брза перисталтика. Кога се слуша на абдоменот, не се слуша перисталтика. Или таа брза перисталтика може да направи една компликација како што и вагинација. Црево во црево влегува, тешка една состојба. Преплет на црева, илеус, може дури многу често се испушта апендицитис, воспаление на слепото црево. Во таа состојба треба подхитно, првите 6 максимум сати и порано да се диференцират, дали со ехографски, дали со рентгенски или локален преглед, да се исклучи акутен абдомен. Тоа е на таа тешката клиничка слика кај акутните состојби. Во однос на терапијата, акутните се знае. Битно е да се реши дехидрираноста, да се рехидрира деца и токсичната состојба. Антипиретици, со секогаш одат со висока температура. За намалување на телесната температура. Намалување на температурата. Лесните форми може само со перорално, само со прекустичка да му се дават течности, колку што може и повеќе, течности. Ако детето повраќа, не го смирува тоа, затоа треба многу бавно, лажиче да се рехидрира, и ако е поголемко, може да му се даде за повраќањето џумбир. Го има и дури во сирупчиња сега џумбирот. Тоа може да се даде кај помалото дете да се намали отпорот на желудецот, сода бикарбона со цинк, дури и тоа може да го смири медетенцето, али ако е дехидрираноста поголема, ако е присатен овој токсичниот синдром, тогаш секогаш треба да имаме венска линија. Во секој случај да се стави детето на венозна рехидрација со декстрозо натриум хлор и да се посматра, никогаш да не се пушти дома. Ја прими инфузијата, одиси. Не, 5-6 сати детето да се посматра како ќе се однесува. Во секој случај, нали, да не дојде до таа состојба како крајна фаза или најсериозна фаза. Да. И има состојби кај помалото дете при присутен на токсичниот синдром треба да се прати на
инфективна клиника додуше и таму и да се докаже, ако има таа тешка состојба, да се докаже причинителот, дали е бактерија или е вирус. За да соодветно се третира. Ја се извинувам што ќе ве прекинам, го имаме и првото ало или првото јавување денес во Фактор здравје. Добар ден, дали сте на линија? Ало, добар ден. Добро дојдовте, господјо, одлично ве слушаме. Прво благодарам до вас што викнавте так специјалист од овие болести, често се сега присутни. Меѓутоа, Зборувајте, да. Дали сте на линија, господјо? Ме поканувам повторно да се јавите ако се изгуби линијата или ако има некој технички проблем, ги имате телефоните на вашите мали екрани. Ме интересира кога зборуваме за акутните проливи, бидејќи родителите се тие кои што треба да ја воочат оваа состојба, колку столици треба да има во текот на денот или во континуитет во однос на временскиот интервал пред да се побара помош од педијатар? Безброј столици може да бидат и секогаш кога детето... Мислам дали при прва течна столица или или слузава, како што рековте. Почнуваат проливите 2-3 пати, 4 пати и секогаш со повраќање. Одма треба мајката да се јави на лекар. Да не чека. Да. Одма и тука при терапијата не обавезно треба да се дават пробиотиците, обавезно. За детоксикација јагленот медицински, обавезно и секогаш и мајките што одат на пат, што вода сметка за исхраната, секогаш треба со себе да си носат лекови што ќе може да му помогне на детето. Во однос на антибиотиците, тогаш се решава во случај да е причинител од бактерија, да. Тогаш се дават и антибиотици. Да, ќе зборуваме подоцна за терапијата и препораките. Уште две јавувања на линија се наред. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо, и вие. Убаво звучите. Одлично што ни донесовте вака специјалиста што по ова, затоа што на топло време можеме да очекуваме све. Да. Меѓутоа, да прашам, се работи за повозрастна особа, беше 7 дена на клиниката на инфективно. Добро. И ја добивме диагнозата Кампилобактер ентерис. Сакам докторката да ја прашам од што доаѓа и дали може од јака температура и од болки што имаше стомачни проливи тие работи да добие шекер во оваа ситуација, затоа што до сега никогаш не појавил шекер. Дали е важна возраста на ова лице? Не е важна. Благодарам за вашето јавување. Има, иако е станува збор за адултна личност. Ако зашто Кампилобактер јуни може да го има секој да го добие, се смета дека пак со исхраната, со преку вода, преку зеленчук може да се добие, али се смета дека Кампилобактерот може дури да се пренеси преку екскрети на животни. И слуста и све. Таа е една потешка бактерија која што се лекува, како што она кажува дека и престојувала во болница, а дека она добила шекер, шекерот може секогаш да се добие и од стрес. И каков бил тој стрес, каква била таа состојба, дали била пред тоа подложна на таква тој шекер, или на таа изложеност на стрес. Да, на таа изложеност. Ако е акутно по стрес и шекерот ќе се смири, сигурно ќе продолжат другите испитувања. Да, и уште едно јавување имаме пред вториот блок реклами. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господине, и вас одлично ве слушаме, во програма сте. Да. Поставите го прашањето. Да прашам докторката само. Малата има 2 дена како само повраќа, а нема, мислам, диареја, тие таква работи нема. Има време на време повраќање. Некој електролит да пие со Кока-кола, пие, ама па не се тера на повраќање. Колку е стара? А колку е стара? Колку години има? 6 делени. Колку? Температура има 37 со 2, со 3. Да, 37 со 2. Да. Добро. Да, благодарам за вашето јавување. Па, за повраќање причината на таа возраст не мора да е ентеровироза, не мора да биде со пролив, може да биде и друга состојба, да нема детето некој горен синдром, да нема некое симнување на секрет од носето, па го дразни, па и затоа повраќа. И ако е веќе поголем ко дете, треба да се обрне внимание дека ние и на клиниката, во поликлиниката, имаме деца со присатен кампилобактер, хеликобактер. Ако е детето 6-то оделение, рече, да, тоа значи дека има веќе 11-12 години, и тие чести ако се повраќања, може да се побара причината
од страна на желудецот. Ако го имате хеликобактерот во фамилија, многу пати сретнуваме и во фамилии такви и кај помалите деца. Да. Благодарам за одговорот и за овој дел од разговорот. Ке продолжиме по блокот реклами, а освен професор доктор Марија Христова, што го спомена, специјалистичката дијагностичка лабораторија во Сити Медика поликлиниката во Скопје, услуга ви нудат и специјалистите по семејна медицина и специјалистите педијатри, и доколку имате потреба за побарување на совет, второ мислење или закажување термини, повелете на 0230553333 или директно во нивните простории на булеварот Илинденска, број 107 во Скопје. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активnih prirodnih sastojaka koji udruženi štite imunni sistem. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breska. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со Екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Треси или мешај и направи Нескафе фрапе, ладно како лед. Хит за лето. Svi pravi muškarci brinu o svom telu i izgledu, a ne samo dame. Zato, gospodo, neki vaš izbor bude sukcijski iskren. Zato nek vas ovog leta salo ne ometa. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилијарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Како што слушнавте, поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје, бидејќи токму оваа институција денеска заедно со нас во Фактор здравје вие презентира темата проливи во детска возраст. Кога ја споменувам поликлиниката Сити Медика, потсетувам дека директниот телефонски број за контакт со нив е 0230553333, а во име на Сити Медика денеска гостува професор доктор Марија Христова, која што е педијатар, пулмолог, алерголог. Ги споменавме се извинувам, акутните проливи или диареи во детската возраст во првиот дел од емисијата, а во вториот ве поканувам исто така да ни се придружите на 6091-925 и 6091-924. Професор, ке сакавте уште нешто да дополните пред да зборуваме за хроничните диареи? Не, јас би сакала или да обрнеме внимание. Да обрнеме поголемо внимание. Акутните се лекуваат, тоа е све поминува, чим поминува, тоа е значи завршува. Ако проливот се повторува после 2 недели, значи трае подолго од 2 недели, ако се повторува со
подолго време се смирува, па пак се повторува, тогаш треба да се мисли за хроницитет. Пореметена функција на желудочно-цревната функција. Која е функцијата на, рековме? Дигестијата, не да, на храната. Прво варењето, дигестијата. Ако е пореметена дигестијата, варењето, може да имаме пореметување на прво дигестијата може да биде побитна е апсорбцијата. Пошто при апсорбцијата опфаќа голема површина на пореметени реснички кои што ја апсорбират храната. А тоа може да имаме кога имаме голем број на паразити, едни така наречени ламблија, джардија, тие ја оштетуваат целата лигавица, ги оштетуваат ресичките, доваѓа до блокирање, дури некогаш атрофирање на ресичките кои што ја апсорбират храната. Може и другите хелминти, паразити тоа нешто да го направат. Тоа е една состојба која што детето, вика мајката, многу јади, ама не напредува. Детето слабе е, слабокрвно е, дистрофично, губи во тежина, огромен абдомен метеористичен со многу воздух, и огледаш кој ќе гледа абдоменот, слабо детето, тогаш треба да се помисли дека постои таква присутна таа ламблија што го оштетува цревчето. Друго може и пореметена апсорбција да биде ако имаме и некоја состојба што отсатни се ензимите, како што е отсатен глутамин трансферазата, кога имаме оштетување на цревна површина од глутенот. Во тој случај исто така има детето слабе, има обилни столици, не мора да бидат чести многу, ама има обилни столици, и секогаш несварена бела, што се вика ова. Во тој случај, значи, треба да се помисли дали е ова дете, дали е таа склоност или болест од целијакија. После кога немаме ензими од панкреасот, исто така храната не се вари, или кога панкреасот лачи една густа секреција, што се стварат цисти во самиот панкреас, и така ја викаме таа болест цистична фиброза, и тоа исто така имаме храната не се дигерира, не се вари, се изфрла во несварена во голема количина, состојби кои што се покажува хроницитет, детето не се развива. Зошто не се развива? Во тој случај секогаш треба матичниот лекар да помисли дека ова дете не е за матичниот лекар, обавезно треба да се прати во болница, на гастрохепатологија кај нас на детска клиника, и тука со инвестигација да се докаже, малце потешко се докажува со еден ксилоза тест, со лактоза, отсуство на лактаза, не се ресорбира лактозата. Има многу бројни испитувања што се битни за докажување колку порано се докажи ова состојба која доведува до хроничен пролив, толку побрзо со детето се опоравува. Например, ако тоа дете има ламбли и со една добра, успешна терапија, се опоравува, сосема се регенерира лигавицата на цревцата. Или едно дете ако се врата во функција. Да, со целијакија. Рано ако се открие, а таа почнува кога почнува децата да ги хранат со леп. Леп ќе му додават или гриз. Глутенот ќе се наоѓа во пшеницата, ршта и јачменот. И ако обично после 5-6 месеци почнуваат кашички со гриз, и после 2 до 3 месеци веќе кога се засегнати ресичките се појавува овие симптоми со абдомен, со болки, со ненапредување на детето, се отстранува лебот и све што содржи глутен, за неколку месеци детето се опоравува. Се стабилизира. Многу е битно рано да се постави диагнозата. И уште при алергиите. Рана алергија на млеко. Кај децата, на кравје млеко, ако мајката не го дои. Се појавува пролив. Во тој случај исто така треба да се помисли. Кравјето млеко не е млеко за
доенче. По сегашно време баре, кога ќе се докаже дека детето е алергично на млеко, има многу бројни други млека кои што можат да го заменат, индустријски млека, да го заменат обичното млеко. Може и со поголемкото дете да се острани сосема млекото. Има протеини во други состојки да се дават и тоа. Да се заменат, да. Од хроничните. Да. И уште еднаш јас да ги потсетам гледачите, ги имате телефонските броеви на вашите мали екрани и уште малку време доколку сакате денес да поставите прашање до професор доктор Марија Христова, која што е специјалист педиатриски пулмолог алерголог од поликлиниката Сити Медика од Скопје, поликлиника која што е лоцирана на булеварот Илинденска број 107 и достапна секојдневно на директниот телефонски број 0230553333. Кога зборуваме за диареи или проливи во детска возраст, особено внимание треба да се обрне на хигиената. Вие малку ја споменавте и го кажавте тој аспект, но колку нечистите раце може да придонесат и да предизвикаат. Најмногу тоа може да биде и да се обрне внимание. Видите, децата не може да ги изолираме, нели, да не чека, да не фаќаат. Секогаш фаќаат и земја, тука се присутни прашини, песок, паразитите, ламблијата исто така. Дури сме имале на клиника ламблија и кај на многу мало дете. Зависи од како го хранела мајката, дури ептен, доктор Грујевска кажуваше дека дури на доенче се наоѓаше ламбли. Битно е после овие проливи што се летните проливи на летовање. Мало дете, јас не им дозволувам над 6 месеци може да одат да го носат. До 6 месеци не би требало да се носи на далечни дестинации, да се пореметува и хидрацијата, се пореметува и храната, а па и условите кај што тамо ќе живее, какви се. И најчесто проливите ги сретнуваме во наши услови кај што имаме лоши хигиенски услови, лоши услови на живење. Сигурно. И одно што е важно да се каже, рековте дека кога предизвикуваче бактерија, секогаш нели ако е докажана да се дава антибиотик. Секогаш при вирозите не се дава антибиотици, али при бактеријата, еве сме имале деца кои што имаа салмонели и тоа долго време се лекуваа со антибиотици. Бидејќи многу често педијатри знам кои што во интерес на времето да не се влоши клиничката слика даваат на своја рака антибиотик. Не, антибиотикот не се дава на своја рака никогаш, педијатарот мислам. И сега значи треба антибиограм да се направи. Да, сигурно без антибиограм не се дава антибиотикот. Да. И кога веќе ќе се даде антибиотикот, што дополнително пробиотик веќе рековте, треба секако како придружен елемент. Независно од антибиотикот, пробиотикот секогаш треба да се даде. Секогаш ја нормализира флората, ентерофлората. И секогаш кога има детето губење на течности, губење на токсични состојби, обавезно со пробиотикот треба да се даде и карбомедицинали. Ги абсорбира токсините. А пробиотикот обавезно, па да ви кажам, пробиотикот и без разлика да има и проливне, тој треба да се дава. Превентивно треба да се дава. Се одржава флората нормално. Сигурно. И уште едно јавување имаме за крај денес во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Господјо, ве слушаме. Одлично ве слушаме. Дали можеме да ја прашаме докторка за возрастно лице во врска нели со подуеност воздух? Денеска бевме на лекар, цревата му се наполнети со воздух. Добро. И он има проблем нели со колон иритабиле, нервозни црева. И сега нели не може да излезе по голема нужда. Добро, дали ова доволно? Доволно е сега кај возрастен. Благодарам за вашето прашање. Метеоризам подуено со воздух, во секој случај може да имаме хепатална инсуфициенција, жолчката, која што учествува во варењето на мастите, панкреатична инсуфициенција, исто така не се дигерира храната. Чим не се вари храната, тогаш се појавуваат распадните продукти што ги прима, се стварат воздух. И најчесто треба да се има во предвид дека воздухот го имаме при присутен хеликобактер пилори. И да знаете колку често е присутен хеликобактерот пилори. Тој го прави таа состојба,
прави, дури имаме кај децата едно рецидивно кашлање, пошто да, киселините, повторувачко кашлање, киселините се враќаат, пошто се стварат голема количина на киселини, го оштетуваат желудецот и тие киселини влегуваат и во танкото црево и затоа возрастниот треба да се испита возрастниот, а сигурно е испитан ако престојува негде во некоја установа, да каква е состојбата на црниот дроб, каква е состојбата на панкреасот и желудецот. Да. Тие три состојби треба да се испитат со хеликобактерот најпрво. И пред да ви се заблагодарам за денешното гостување, уште еднаш да ги повториме препораките во однос на оние лица, родители и детенца кои што рековте најмалку 6 месечна возраст треба да имаат за да отидат на некое патување. Што да имаат за прва помош или при рака секогаш? Секогаш да имаат хидрирање на детето. Да не ако патуват, тој за возрастните чинам дека важи, дестинација, обавезно течност да имат со себе си. Најдобро е вода, предпоставувам. Вода, сигурно вода, сокчиња, не зашекерени, само негазирани, сигурно. Тоа да имат со себе си сигурно и пробиотици, да имат карбо, храна, секогаш да не биде конзервирана, свежа, да може со кашичка да ја направи свежа, да, тоа е. И јас пак апелирам на мајките кои што многу често се случува, ние касно ги докажуваме овие пореметувања при хроничните состојби, пореметувања на варењето, на дигестијата, мал абсорција, мал дигестија, што викаме, деца не напредуваат и кога ќе им се кажи дека детето треба да биде мајката да обрне внимание, не може дете не јади или јади многу, а не напредува. Тоа и во акутната состојба, кога детето добие пролив, обавезно при првиот ден уште кога се појавуваат, да се обратат на лекар, а лекарот да обрне внимание, пак ќе ви кажам, често се случувало со акутен абдомен да заврши едно дете кое што почнало со акутен пролив, да заврши со акутен абдомен на хирургија. Да не биде решен навреме и соодветно. Да не биде решен, да. Во првите сати треба да се реши акутниот абдомен, кога нема перисталтика, кога има тие состојби што ги кажав, што треба да се решаваат хирушки. Сигурно. И она што е важно, сигурно ќе се согласите, имунолошкиот систем или имунитетот треба да биде подигнат кај овие деца и она што ние го препорачуваме е G-Kids, токму кај децата и родителите да го имаат во предвид и сигурно дека тоа во текот на целата година може да помогне. Мисли, поготово и на помалите дечиња, да може и тоа да им се даде да имат и да не примат често антибиотици. Сигурно. Честите антибиотици исто така го намалуваат имунитетот. Сигурно. Го ја оштетуваат лигавицата, се преметува флората и еве ти се појавуваат гливици, точно почнува да се појавуваат и проливи. Сигурно. Благодарам професорке за вашето гостување, вашето присуство и непроценливите совети кои што ги дадовте од прва рака и поздрав до следното ваше гостување овде кај нас. Драго ми беше и мене. И мене. Задоволство и останете во одлична форма и расположение како и денеска. Професор доктор Марија Христова од поликлиниката Сити Медика од Скопје ви стои на располагање на директниот телефонски број 0230553333. Благодарам за вашата соработка и внимание и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје.